Да, имаш ли тон добар? Секако. Имаш ли слика добра? Повели Агнеса. Здраво. Здраво. Многу е топло. Јас сакам кога е топло. Да? Много, ја. Баш ми се допаѓаат на очарите, зборев ќе обожавам Ray-Ban Wayfarer, али гледам дека ти имаш некој нов модел. Го немам Зад виден. тие наочари имам проблеми со очите. Да? И наскоро ме чека уште една интервенција која имав една интервенција минатата година, сега ме чека и нова. Така да, ја знаеш она изрека never judge the book by the cover. Да. Ја знаеш. Апсолутно, Така, така што зад овие наочари се кријат и проблеми, не само ова само дека позирам со наочарите. Инаку ги купив од полски фришоп пред крај на минатата година, мислам дека е нов модел на Wayfarer. Супер. Ти си човек кој поминал низ многу луѓе, сцени, но денес сакам малку да зборуваме што останува со тебе кога ќе стигне се. Може да остане задоволство од нешто сработено како што треба. А инаку јас сум научен во изминативе 7-8 години, научен сум да функционирам сам, да живеам сам. Откако за жал ја изгубив супругата пред 8 години, ја живеам сам. Имам голем круг на пријатели, ама научив да бидам како вук самотњак, научив да функционирам сам. Кажи ми, од музички аспект, како ја перцепираш таа, како ја трансцендираш таа болка во музика? Тоа не можам рационално да го раскажам. Не можам ја да го знам тој процес на сублимирање на емоции, на размислувања во некој конкретен аутпут или во некое конкретно дело, тоа е нејасен процес и подобро да не го чепкаме, подобро да не го анализираме процесот, како се канализираат емоциите од овде некаде, кај што предпоставуваме дека се наоѓа душата, па до некој проект, песна, текст, концерт, настан, свирка. Тоа се мистични процеси. Не можеме да ги знаеме до крај. Тоа го викаат како shadow work. Како? Shadow work, во спиритуалниот свет се вика shadow work. Така ли? Или кога поминуваш низ некогаш темни моменти, но има и будење во тој момент. Некои ствари стануваат јасни и некогаш имаме и нејасни моменти. Па викаат дека најголемата уметност се излегува од болка. Дека најголемата уметност, all the great art was created through pain. А дали нешто си има сменето во музичкиот стил или во звукот после тие 8 години? Нешто? Во мојот стил? Да, не само во стил, туку во звукот, во Види, ја енергијата. направив пред 8 години направив еден албум кој се викаше Мајчин јазик, кој беше прилично емоционално парче музика. Види, музиката се менува, музиката си има свој пат. Го зборам за мејнстримот. Музиката си има, не можеш да го... Тоа е како река, што постојано тече, не можеш да ја сопреш, ти да кажеш до тука беше добро, од сега не чини. Не можеш тоа да го кажеш. Музиката си има своја еволуција. Од блуз, па джез, па рок-н-рол, па поп, па се и се што, па рап, па трап, па све и свашта ги знаеш сите стилови? Па не ги знам, знаеш. Не ги знам. Па знам за трап случајно. Кажи ми, кога прв пат почувствува дека музиката ќе биде твој јазик? И тоа е прилично нејасно, затоа што беше одамна. А второ, у тие години на адолесценција, на тинејџерство, се фаќаш за нешто, обично за спорт или за музика, а ја, бога ми, и за двете се фатив. Мене и спорт ме интересираше. Ја играв баскет по овие тафталиџански кошови, многу често, скоро секој ден. А едно време тренирав и одбојка, ама сватив дека не сум спортски тип, дека немам кондиција за такво нешто. Има луѓе што имаат кондиција да трчаат 10 км, или 20 км, полумаратон, маратон. Ја немам таа кондиција и сваќам дека тоа не е за мене.
поготово такви некои срчани спортови као баскет, као кошарка, многу бара енергија и многу бара физичка сила и кондиција. Ја не сум од тие, така што одбрав малку посуптилен занет. Баш што осеќам како човек што има толку смирена енергија и мислам дека според мене ти си еден од како се вика down to earth приземен уметник. Дали мислиш дека човек мора да го балансира егото, особено кога јавноста те гледа како легенда и после 50 години кариера? Знаеш што? Тоа е чувствителна тема. Знаеш, егото не можеш да го поништиш, не можеш да го утепаш своето его. Егото помага во секојдневниот живот. Ти помага да функционираш, да шеташ, да одиш во самопослуга, да се расправаш у банка на шалтер, да идеш да се чекираш на авион. Помага егото. Добар ден, јас сум тој и тој, може ли да ве замолам за таа и таа услуга? Ама во уметноста или во музиката многу често егото знае да одмогне. Ако премногу сериозно се сватиш себе си, леле ја, знаете ли кој сум ја? Знаете ли ја колку сум голем? Тоа више тука настануваат проблеми. Квинси Джонс има напишано на влезот во студиото кога ја снимаа оној Live Aid. Значи кој од кој големи звезди, кога таа ноќ кога ја снимаа таа песма We Are the World, напишал на парче хартија: ве молам оставете го вашето его пред да влезете во студио. И тоа е многу добра. Човек треба да се... А конечно, за да си многу препотентен, треба да си малку и глуп. Се сложувам. Дали, пример, си имал некој друг сон пред музиката? Може би си сакал да си филозоф? Или не, не бев ја. Не бев ја кузне каков талент кога учев гимназија, не бев ни некој добар ученик. Мене ме интересираше фотографија. Фотографија, јас сум фотоаматер бев фотоаматер кога бев во осмолетка, имав дома фотолабораторија, моите за среќа ми купија и апарати, имав некои руски апарати, источно-германски, и сликав, постојано сликав. Тоа ми беше као пасија некоја. Подосна си приуштив и по некој Никон, ама стварно бев загреан за фотографија и се уште, кога ќе видам добра фотографија, се уште ми е многу драго. Поготово од рок-н-рол светот. Добра концертна фотографија. Пријател ми е и Брайан Рашич, официјалниот фотограф на Ролинг Стоунси, и со него многу често се среќавам и со него сум били на некои многу значајни концерти во Лондон и во Београд, така да сакам фотографија, рок-н-рол фотографија поготово. Кажи ми малце, како е да си на сцена кога 10 минути има standing ovation, 10 минути луѓето? Знаеш како, музиката поврзува. Музиката поврзува луѓе. На голем концерт на Stones или на Coldplay, луѓето сите се едно. Дишат со една енергија, живеат со една енергија, веруваат углавном во љубов и во разбирање и во толеранција. Затоа постојат концерти, за да луѓето се почувствуваат како дел од нешто поголемо, како дел од некоја заедница која вибрира во исти ритам и во иста идеја. Знаеш, музиката поврзува, музиката ги врзува луѓето. Сега, како се чувствувам кога ќе доживам овации? Па добро се чувствувам ако се овации. Благодарен сум. Благ наклон према публиката. Секогаш публиката заслужува и повеќе од оно што го очекува. А за тоа повеќе мораш малку да си даеш себе си екстра снага и екстра кондиција и екстра некаква инспирација, возвишеност и така натаму. Знам дека почна да свириш тапани. Тоа беше можеби во средно или... Тоа беше во осмолетка, тоа длабока осмолетка, односно многу одамна. Кога ти беше првиот настап? Првиот настап ми беше бев
пето оделение, значи колку сум имал 10 години, 11 години, во на една игранка во Ѓорче Петров, во културниот дом во Ѓорче Петров. Свиреше некоја група локална, а ние како група од Тафталиџе тука отидовме, бевме гости. Отсвиревме 2 песни. Ја бев натапани, пред микрофони, пеев малце. Ама тоа беше толку наивно, толку смешно и толку наивно. Со автобус отидовме. Од инструменти имав само пар палици. Немав ништо. Еден пар палици. Толку. Многу наивно, многу скромно. Шармиравте женски со песни во тоа време? Да, знаеш што, дури на тој настап, ја бев многу мал, мислам, мал бев. И ми придоа некој девојки, се сеќавам, о, што е сладок Малио, и ме штипа за образ. Еј, што е сладок Малио. Тоа беа коментарите. А добро се, ако си добар музичар, ќе шармираш, се разбира. Ќе шармираш околу. Апсолутно. Женските сакаат музичари, жените сакаат музичари. Сакаат. Јас се согласувам. Кажи ми, има ли нешто што се уште не си го остварила, а копнеш од нешто ти останало? Па има се, стално има се, разбира. Ама моите копнежи се прилично амбициозни и дрски. Би сакал да свирам во Ројал Алберт Хол во Лондон. Тоа би сакал и на сите мои соработници, менаџери, им го кажувам тоа. Ај, ако си фраер, направи ми концерт во Ројал Алберт Хол. И евентуално во Париска Олимпија. Тие места некако ми се интересни и би сакал да еден ден да ги свирам. Ама знам дека е тоа може би невозможна мисија, ама сепак. Дали планираш со твојот син можеби да направиш да компонираш нека песна? Ја го терам Јан да он завршува сега Джез Академија во Штип и го терам да почне да се занимава со композиција, пошто е изузетно музикален. И почнува полека да свири клавир и му викам почни да компонираш. А, вика, уште немам што да компонирам. Добро, викам, полека почни. Се почнува од 3 тона. Верувам дека е доста изнаслушам добра музика и до сега со моето ново трио, да го наречам трето трио, имаме отсвирено 150 концерти. 150? Они водат евиденција, 150, да. За изминативе 5 години, 5-6 години, од 2019 навака. А рачунај дека беше ковид, дека 2 години беше проблематично да се свири. Така што на таа тема сум прилично задоволен со работката со синот, а и со Иван Кукич, кој е исклучителен талент, а и со сите мои други соработници, Дамир и Мери, кој е редовно со мене на поважни настапи. Утре, задутре ќе имаме и пратечки вокали, ќе биде богат концерт. Пајага ќе ми дојде од Београд, ќе биде гала. Пошто и самата сала е гала. Филхармонија е една од најубавите сали. Најинтимни. И тоа е една од најубавите објекти изградени во последно време. Дали моментално работиш на нешто ново? Да, работам. Пред крај сум со новиот албум. Ми остануваат уште текстови. Еден текст напишав, уште 4. И само да ги напишам текстовите и да ги отпеам. И албумот е готов одамна. А инструменталните numери се готови. Ми остануваат уште 5 вокални да ги завршам. Многу ќе биде интересен тој нов албум. Му дадов име Muscle Memory, мускулна меморија. Muscle Memory е израз кој многу често се користи во спорт и во музика, кога мускулите сами знаат што да свират или како да дадат кош или како да дадат гол, без да се уклучи рациото. И мене на почеток на разговорот почнаме да збориме за тоа несвесно и за тоа нерационално и мене тие работи ме интересираат многу. Мислам, не дека сум некој неуропсихијатар, ама ме интересираат тие процеси на креативни и творечки процеси, ме интересираат. Но кажи ми, во какви моменти само ме интересира ти доаѓа инспирацијата, пример, си не знам, во кујна си правиш ручек и ти доаѓа мелодија или текст да напишеш? Или така, мора да е сега јас ке седнам и ке пишам текст? Не, нити е со наредба, нити е па во кујна. Дали како флоу, дали има флоу? Не можеш ти...
инспирацијата, односно идеите произлегуваат од еден кредит што го имаш на долготрајна работа. Значи, ако практицираш нешто секој ден, ќе ти доаат идеи. Ако мислиш дека ја барем не сум од тие композитори кои можат да седат на клупа и да му дојде мелодија. Не, во мојот случај не функционира така. Мене ми треба гитара за да ми се случи некој мотив, некоја нова идеја. Со гитара обично ми се случува кога ќе забегаат прстите на некое непознато место. Или тие места се познати, меѓутоа кој ќе направиш комбинација од неочекувани и непознати фрази или рифови, тогаш се случува некоја интересна ситуација. Ама тоа не се случува така често. Колку инструменти свириш? Колку инструменти свирам? Колку гитари мислиш? Колку знам да свирам инструменти? Не свирам ја многу инструменти. Ја малце се служам со клавир или со синтесајзер, кога ми треба, кога правам некоја филмска музика или театарска музика, се служам ја со... Ама не сум свирач да можам да отсвирам на клавир нешто. Ама знам да ги ловам акордите, тоа знам. Знам, мислам дека ги разбирам бубњевите, разбирам како функционираат бубњеви и знам малку и да свирам. Бас гитара нормално исто е, само малце подебели жици има од гитарата, иначе бас гитара може да свирам и сум снимал бас гитара на мои номери. Дувачки инструменти не можам да се пофалам, не знам ништо. Така да се служам. Колку гитари имаш? Па доволно за еден балкански гитарист. Имам прилично добра колекција, голема колекција. Па не ми е срам да кажам колку имам гитари. Ајде. Затоа што, знаеш како, може би е нескромна бројката на гитари што ја имам. Ама, од друга страна, многу подароци добивам во форма на гитара. Прекрасен подарок. Нема бој. И тие луѓе што ми подариле гитара, некако стануваат како побратими, како една врста роднини. Честен збор. И многу пријателства сум склопил со мајстори кои изработуваат гитари. И да речеме, неодамна добив од еден мајстор од Београд, добив прекрасни инструменти, прекрасни гитари. На времето добив и од пријател од Лос Анџелес ми правеше гитари. Мојот драг пријател Мирослав Тадич изработува гитари и он ми има подарено еден инструмент. Фирми како Ямаха, како ми имаат подарено инструменти. Така што се собра, колекцијата е прилично голема. За крај, како знаеш кога си создал нешто вистинско, а не само убаво? Самото се покажува. Во процесот на производство на некоја музика, самиот гледаш дека нешто добро си направил. Се гледа тоа. Знаеш, кој ќе се... Јас знам кога напишав Gypsy Song за тој филм, Gypsy Magic, јас знаев дека е тоа вау, знаев дека е многу добра ствар. Така само од себе се одвали. Да. Не, се одвали од ракав излезе песната и викам вау, како е можно. Честен збор, така настануваат големите хитови. Сами од себе ќе се одвојат од тебе, стануваат независни. И кажи ми, ако можеш да разговараш со својата музика како со човек, што би рекол и што би ти рекла тебе музиката? Комплицирано, знам. Што да ја кажам, ја не е. Биди префинета, суптилна и возвишена. Тоа би ја замолил да биде. Префинета, суптилна, возвишена. Ако е можно. А што да ми порача на мене? Што да ми порача мене? Да станам сериозен. Да вежбам поише и да правам музика без компромис. Без компромиси. Мада и сега така се чувствувам дека правам музика без компромиси, ама да станам уште порадикален во тој смисол. Тоа би ја замолил музиката да ми порача. Да не отстапувам од тоа што сум го наумил и тоа што сум го почувствувал.